Последниот чекор од уставниот процес за избор на председател на САД ќе се случи во среда на 6 јануари. Пребројувањето на гласовите од изборниот колеж. Оваа постапка, која вообичаено е само церемонијална, годинава предизвика особено внимание поради тврдењата на Доналд Трамп дека е направена изборна измама. Џо Бајден знае што е следно на неговиот пат до Белата куќа. Веќе го има изодено во два наврати. Најпрвин во јануари 2013. Our meeting in joint session to verify the certificates and count the votes of the electors of the several states for President and Vice President of the United States. И уште еднаш на 6 јануари 2017 кога ја изврши уставната должност како потпредседател и ја предводеше заедничката сесија на двата дома на Конгресот, на која се отвораат и пребројуваат електорските гласови од сите 50 сојузни држави. Donald Trump of New York has received for President of the United States 304 votes. 12-тиот амандман на Уставот на САД ги опишува должностите на потпредседателот. Тој треба да ги отвори сертификатите од електорите, пошто започнува пребројувањето на нивните гласови. Ова детално е опишано во Закон од 1887 кој е дополнет и кодификуван во 1948. Во него стои дека заедничката сесија на Конгресот на која се потврдуваат гласовите од изборниот колеж се одржува на 6 јануари во 13 часот. Законот предвидува и дека членовите на Конгресот може да достават приговори, но тоа мора да биде во писмена форма и со подпис на најмалку еден член на Сенатот и еден член на Представничкиот дом. Debate allowed. Is the objection in writing and signed not only by the member of the House of Representatives, but also by a senator? Mr. President, the objection is in writing, signed by a member of the House of Representatives, but not yet by a member of the United States In Senate. that case, the objection cannot be entertained. Во 2005-та, втор пат во историјата, пребројувањето на електорските гласови беше прекинато кога еден приговор ги исполни овие услови. Has the senator signed the objection? An objection presented in writing and signed by both a representative and a senator complies with the law. По ова, двата дома на Конгресот одделно дебатираа, следеше гласање со просто мнозинство и приговорот беше отфрлен. They cheated and they rigged our presidential election, but we will still win it. Во 2021-та, во време кога председателот Доналд Трамп неосновано обвинува за изборна измама, токму неговиот потпредседател Мајк Пенс ке треба да го прогласи победникот. Во овој случај Џо Бајден. Но најмалку еден член на Представничкиот дом, републиканецот Мо Брукс од Алабама и еден член на Сенатот, републиканецот Џош Хоули од Мисури, велат дека планираат да поднесат приговор за време на пребројувањето на гласовите во среда. Сепак, бидејќи Демократската партија има мнозинство во Представничкиот дом, повеќе од веројатно е дека приговорот нема да помине. На изборите на 3 ноември Џо Бајден освои 306, додека Доналд Трамп 232 електорски гласови. Откако ова ќе биде официјално потврдено во среда, останува уште инаугурацијата на новиот председател, која треба да се случи на 20 јануари точно напладне. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.